Почитувани гледачи, добар ден. Денеска сме во просториите на Интегра, Македонска конзервативна партија, и баш од тука го започнуваме новиот циклус на емисии со носители на листи, председатели и први луѓе на партиите во Република Македонија. Имаме чест прв наш гостин да биде професорот Љупчо Ристовски, председател на Интегра, Македонска конзервативна партија. Добре дојдовте и чувствувајте се како дома. Добро ве најдов и вие исто. Денеска имавте доста напорен ден, бевте и во Прилеп, денеска сте во Битола. Каков е интересот на граѓаните за вашата партија? Како ве прифаќаат како нова партија? Искрено да ви кажам, неочекувано одлично. Или може би потајно внатре се надевавме дека ќе биде така, но насекаде каде што се појавивме пред нацијата, довербата е во огромен процент. Значи, буквално сите сме ги придобиле. Која е таа магија не знам, но генерално мојот печаток е бајаги оптимистички дека сите што не видоа, сите што не слушнаа, посакаа повторно да не видат и повторно да не слушнат. Тоа кажува дека е воспоставен еден линк или однос на доверие. Ние сме биле во низа на средби со граѓани, пред ситуација со коронавирусот имавме интензивни активности низ цела Македонија, некаде 33 општински комитети јадра формиравме, 24 брендирани канцеларии отворивме низ Македонија и секаде каде што и на отворено среќаваме луѓе, немаше отпор, немаше триење, едноставно некако не чувствува како свој луѓето. Сега тоа гледам се одразува и на овие кампањи што ги правиме по социјалните мрежи. Нормално одиме и на национални телевизии, по локални регионални телевизии со рекламни ТВ спотови, но метриксот на дигиталните мрежи кажува дека огромен е интересот за производот Интегра. Како да наметнавме еден бренд во јавноста, нема кој не зборува за Интегра, нема кој не ја препознава и нема кој не сака да слуша мојава реторика, реториката на лидерските тимови, едноставно слушаат нешто ново и нормално гледаат нешто ново. И јас се надевам дека сме на вистинскиот пат. Еве година и 2-3 месеци сме на политичката сцена како формирана политичка партија. Растеме одлично. Сите сондажи кажуваат дека им дишеме во врат на овие претпоставено поголеми парламентарни партии. Значи, еве, однекна метриксот на Google покажа дека коефициент 18 е Интегра, коефициент 19 е Социјалдемократски сојуз, а коефициент 20 е ДПНЕ. И мајки во предвид дека тие се во секој вести, заради тоа што нели се актуелни како коалициони партнери во оваа техничка влада од пржински формати и така натаму. Нас не нема во тие ударни настани на дневна основа во вестите и така натаму, а сепак имаме коефициент кој што е за 1 или 2 помало од двете претпоставено големи политички партии. Левица е меѓу 1 и 2, Глас за Македонија и Единствена ги нема на тој метрикс, значи дека едноставно нивната видливост е испод оној визир на Google Metrics. Тоа е оној метрикс кој што и Трамп, да речеме, ги следи своите релации на социјалните мрежи, Борис Џонсон исто го прави, Путин го прави истото. Значи го користиме оној востановен стандард во тој дел. Значи тоа не охрабрува дека нема триење во комуникација со нацијата. Веројатно тоа што го говориме ни веруваат, затоа сакаат повторно да не слушнат. А и сакаат нешто ново да слушнат. Да, чувствуваат дека не сме исти како претходните. Чувствуваат дека се раѓа нешто ново. Нормално ние сме многу реални во дадената ситуација и сме многу скромни во таа ситуација. Не правиме не креваме ловорики од таа работа. Едноставно работиме посветено, деноноќно, многу сме вредни, насекаде сме, сакаме да бидеме присутни и потребна ни е уште поголема видливост и уште поголема гласност. Значи, тоа е она кое што е предизвик во дадениот момент на кое што ние работиме. Нормално за тоа требаат моќни финансии, кои што ние се уште ги немаме како политичка партија во тој обем во кој што би сакале да ги имаме, но со Божја помош ќе кориме напред и не им се даваме, значи немаме комплекс на пониска вредност, но овие две, јас ги нарекувам злокобни црнила од партии кои што 30 години ја
прчосуваат гордост и достоинството на македонскиот народ пресено и на сите останати во татковината Македонија. Професоре, се подготвувате за предвремените избори. Кажавте дека имате повеќе од 33 општински организации. Ве има насекаде. Така. Па докаде се подготовките? Дали сте спремни да влезете во таа така наречена политичка борба? Апсолутно, уште пред да заврши една недела вториот турнус на ворена состава, ние имаме пресконференција и први на политичката сцена. Побаравме да прекине ворената состава по истекот на тој втор турнус и да се фокусираме на избори на 14 јуни според тие законски рокови што течеа. После 2-3 недели СДС наследеше во таа идеја да бидат изборите на 14 јуни, па демек ДПН се противило, па 21, па 28, па дојдоа до 5, па 8, па 15 јули, што во суштина јас сега во прилеп говорев за тоа, сега исто така тука ќе кажам, е многу злокобно таквиот начин на постепено одложување на изборите да бидат на 15 јули, кога единствено на Социјалдемократскиот сојуз му одговара со ниска излезност да се обидат да се задржат на власт. Тоа ми кажува дека Мицкоски и и ДПН по кој знае кој пат одработуваат повторно во име и за сметка на Заев. Одработија за време на референдумот во септември, одработија за време на уставните амандмани, одработија за време на претседателските избори, одработија во време за СЈО кога се решаваше и сега повторно одработуваат предпоставено Социјалдемократскиот сојуз да ја добие ситуацијата од 94-98. Имаме на пресконференција обраќање во живо и мојата проценка е дека тие сакаат да дадат брисан простор или, откако ние веќе притиснаме на јавната сцена, тогаш да создадат услови во кои што евентуално повторно Социјалдемократскиот сојуз би добил најмалку 2 години за да го доврши бугарското велепредавство со татковината Македонија, а они наводно да останат демек чисти во тој еден предпоставен модел и однос. Тие досега не го демантираа ова, не ни дадоа материјален доказ во рака да тврдиме дека ние не сме во право и од тука мене ми останува и понатаму да држам таа теза, па дури и да шпекулирам затоа што знаете кога некој од таа страна веќе не реагира на отворено соголување на јавна сцена, тогаш веќе тука нешто има позадински, тука мора да има некоја скриена политика, не може да биде тоа туку така. Затоа Интегра е спремна за избори уште тогаш кога објави дека сакаме на 14 јуни. Нашите методологии на овие избори се нормално согласно ситуација од вируснава закана. Ќе одиме претежно на социјалните мрежи и во медиумите, значи одиме со маркетинг. Класичниот маркетинг ни е покриен. Отпечатана е програмската платформа во 33.000 примероци на 96 страници плюс 4 корица. Имаме отпечатано неколку десетици илјади постери, флаери, значи прилично добра бројка имаме отпечатано од овој класичен маркетинг материјал. И на на социјалните мрежи сме присутни со дигиталниот маркетинг. Ќе вложуваме големи средства во делот на присутноста на социјалните мрежи и Метриксот кажува дека и тоа вродува со плод. Сме најбараниот производ на политичката сцена во Македонија, затоа што немате лидер на политичка партија кој што достигнал на неговата фан страна, на партијата фан страната, 500.000 гледаност, например. 400.000, 350, 390, 490, 250. Немате пресконференција која нема над 100.000 гледаност. Значи, ако сакате дека Милико Неделковски шоу го држиме рекордот во гледаност. На многу други метрикси секаде сме наречеме најгоре во гледаност, ако сакате и на само вистина, каде што предничиме, можам да кажам, двојно повеќе од лидерот на ДПН Мицкоски, например. Сега лидерот на СДС е друга приказна, затоа што тие се владешка гарнитура и интересот на јавноста за нивните глупости е многу поголем, но тоа е тоа. Фактичката ситуација е таа, но се бориме храбро, се бориме одважно, немаме комплекс на пониска вредност, имаме високо поставени таргети, целите ни се високи, не патиме од авторитети, за нас е авторитет само Господ. Имаме лидерски тимови кои што може да ги сонуваат другите партии, тоа се врвни професионалци, професорска елита, но и врвни патриоти кои што во срцето си го сакаат својот народ и татковината. Знаеме како, умееме како, имаме план, имаме врвна изборна платформа,
2020 ја нарековме нова македонска ренесанса на прагот на третата декада на 21 век, сакајќи да кажеме дека нашата платформа е за 2 изборни циклуса планирана за една декада и тврдиме дека за една декада ќе кренеме Македонија да не може нацијата да ја препознае во однос на овој стадиум на кој што сме сега. Перцепцијата за татковината после една декада за овие изминати 30 траурни години ќе биде како еден кошмарен сон, дури нема да сака нацијата да се сеќава дека воопшто го живеела овој кошмарен сон на криминална приватизација, на бескрајна транзиција, на нарушено достоинство, на украдена насмевка од лицата на нашиот народ, украдена е радост од срцата на нацијата. Луѓето почна да одат со наведнати глави, со свиена кичма, едноставно одат до 15 се исправени, после 15 во месецот не може да се упрекнат семејството, одат со наведната глава, здрави, прави мажи македонци, мислам се доведени во една таква понижувачка ситуација да не може да одговорат дури ни на амбицијата на своите деца. Значи, тоа е траурна ситуација. 30 години е половина животен век. Ние дозволивме едни-две политикански гарнитури да си поигруваат со нацијата 30 години, да крволошно грабат и крадат од жебовите на нашиот народ, да 30 милиарди изнеле надвор од ковината за 30 години, половина милиарда според Global Financial Integrity од платните сметки фалат на државата. Значи, од официјалните биланси објавени завршна сметка во службен вестник на државата и во службени гласници на општините, споредено и компарирано со податоците на Државниот завод за статистика и Царинската управа, кога ќе внесете внатре сума X, излегува резултат сума Y од минус половина милиарда. Дали токму затоа имаше предлози за потек од официјалните сметки на исчезнуваат. Каде е мито, корупција, сива економија? Мислам, каде е она дувло на корупција, анексите по капиталните инвестиции? Иако за волја на вистината, оваа година немаат ни 18% реализација на капитални инвестиции, веќе пола година помина. Лани добро, сега не немаше виновна не е короната за се. Лани немаше корона, па 26% немаше реализација на капитални инвестиции и остатокот од 74% им го дадоа пред да истече новата година на општините за да ги покријат загубите. И од тука сите општини се опремија со кожни фатели од телеска кожа, со мерцедеси, со ауди, со не знам што какви долгови, какви бакраши, испра 74% од капиталните инвестиции од пола милиарда ланската година само. Социјалдемократскиот сојуз украде од овој народ, сметајте 76% од предпоставени половина милиарда евра. Помножете колку пари е тоа преку општините, парче направија со парите. Истото го планират и оваа година, истото го планира претходната година и го направија претходната година. Истиот модел беше на ДПН претходните 11 години. 30 години се грабе, се разграбува овој народ. Затоа сме сиромашни. Јас често пати велам овие 30 милиарди да ги бризгавме во економски циклус во економијата со тие мизерни стапки на раст во тие 30 години, сега просечната нето плата ќе беше 1700 евра по човек. Тоа е поголемо него во Франција. Значи Македонија има потенцијал, јас често пати велам, грех пред Бога е нова благодат од Господ, ние да произведуваме само 12 милиарди долари бруто домашен производ или додадена вредност. Греф е човек, греф е Македонец да биде во својата татковина сиромашен. На оваа благодат од Бога. Чи може ова да се покрене како систем, но досега прво немало политичка волја, затоа што имате застарени идеологии на власт 30 години, марксистичко-ленинистичката од 19 век на Социјалдемократскиот сојуз и ова назадна револуционерна идеологија од 19 век на ДПН. Првата идеологија нон-стоп очите во джебовите на граѓаните, не знаат да создадат дадена вредност во нивната немоќ, постојано ги билдаат даноците затоа што не можат да одговорат на потребите на државата, која што пообратно е растечка дојде до 160.000 администрација. Дали знаете дека за 10 години администрација е зголемена за половина? Значи за половина 80.000 вработени во јавна и државна администрација имате од 2006 година до денеска. Што ви кажува тоа? Дека тие апсолутно немаат абер да помислат малку на овој народ, да помислат малку на тие мали и средни бизниси кои што 80% од бруто домашниот производ го полнат буџетот. 80% и 2/3 се вработени во мали и средни бизниси. И целиот товар е на нивните плеки. Се е на нив. Дојдено е времето да се направи промена. Така, значи ние жестоко критикуваме. Пред да почнеме со вашите програмски определби и со
делот, барем она што е изнесено во јавноста, можеби нешто и ново ќе ни кажете денес ексклузивно од вашата програма. Рековте дека се крадело во овој изминат период, никој не одговарал. Имаше некаде слушна ваша изјава дека потребно е барање потекло на имотот на нашите политичари од изминативе 30 години. Дали Интегра е тоа спремна да го направи доколку дојде на власт? Значи, таа критична точка, која што е закана по системот, да не урни со на ивица на провалија сме, да не поттурне да паднеме, ја таргетираме со два лоста. Првиот лост е владењето на правото да го донесеме во ред и поредок. Тоа значи дека апсолутен рез во поделбата на власта на законодавна, судска и извршна и апсолутен рез во независноста на судството. И кога ние ова го велиме, ова не е флоскула, затоа што веднаш по делата велиме ке не познаете кои сме, тоа е библискиот принцип, веднаш практично покажуваме на македонската јавност минатата сабота во Охрид на интерактивна отворена дебата со јавноста во живо која одеше на YouTube каналот на Интегра, на Facebook фан страната на Интегра и на интернет страницата, го представивме надпартискиот министер за правда во сенка на Интегра, Македонска конзервативна партија, доктор Маријан Попески, доктор на правни науки од Словенија, кој што заедно со правни експерти од Америка, од Словенија, од Британија и од Израел, ќе работат на два момента. Првиот момент е ово што ви го реков, длабок рез во владењето на правото. Иначе, тука можам да ви кажам дека на сцена во Македонија ви е ретрибутивниот модел на правда, старозаветниот модел око за око, зап за зап, потешко дело, потешка казна. Кога имате степенување на казна, имате мито, корупција и од тога системот ви урни само старт и е порозен и подложен на партиско-политички влијанија од владата. Секогаш. Без исклучок. Тоа го кажува теоријата, ова се емпириски практики и тоа ние го живееме 30 години. Имате неправда во системот. На секој чекор, каде да гребнете под површината, излегува злото на површина, неправдата на површина. Интегра влегува со моделот на Божја правда, ретрибутивниот модел, кај го трансформираме во ресторативен и реститутивен модел на правда, што е врв во светската теорија емпириски практики, каде што ќе го внесеме моделот на втора шанса, нови почетоци. Значи, ќе имате систем во кој што тој што сторил дело, не е моделот да го пратите вие голи отоки од таму да не се врати како ченто. Идејата е да го ресоциализирате, да го вратите во живот, по моделот на втора шанса и нови почетоци. Тие луѓе заслужуваат шанса да се вратат во нормален живот. Не треба да ги дотепаме, нели? Сториле грев, сториле. Системот е тој кој што треба да направи од нив индивидуи кои што ќе творат, ќе создаваат и ќе се вратат во нормала во својот живот. Треба да прострои Христовата добрина, милост и љубов низ институциите на системот, низ правниот, низ судскиот систем и така натаму. Тоа е едниот модел на кој што ќе работиме со длабока реформа и резови таму и тоа ќе го почувствуваат граѓаните. Така. А вториот модел е проектот Захе, кој што на ниво на закон ќе се занимава со овие 30 милиарди изнесени криминално, нели, на разни финансиски рај дестинации и тоа на многу едноставен начин ќе употребиме bona fide модел по кој што ќе им подадеме рака, ќе настапи на сцена времето на милоста во рок од 90 дена. Ние тоа го имаме објаснето на фан страната со видео порака, ќе имаме сега и 2D анимации во тој дел. Ќе дадеме шанса секој што има криминално изнесен двор, за кој што сега плаќа камата некој да му ги чува или да ги работи и така натаму, ќе има шанса да ги врати на свој приватен инвестицијски фонд, кој што ќе биде by the way анонимен, со загарантирана анонимност до 30 години, значи кривична правна одговорност, 10 години затвор за тој што ќе го објави идентитетот на тој што ќе ги врати парите, на своја сметка, на свој приватен инвестицијски фонд, такви се Фишер фондовите, Алфа, Бета, Гама, Делта и така натаму, ги враќа во договорот со државата 1/3 по моделот Contribution in Kind се вели во науката, ги дава грант на Македонскиот инвестицијски фонд, кој што ние го формираме, за него ќе ви кажам после во програмски решенија подетално, и таа 1/3 оди во фондот, втората третина оди партнерски со државата во мега еквити проекти, кои што ќе бидат, нели, резултат на активностите на фондот, за кој што исто така ќе говорам кога ќе дојде фондот, а третата третина, нели, ќе биде одоночена сума која што тој може веќе легално да се изнесе надвор. Од тука ќе ги спасиме буквално од сите под фиока кривични пријави и од рекетирање на било кој премиер на власт кога ќе дојде. Знаете дека како доаѓа премиерот на власт, ги вади кривичните пријави и си ги рекетира еден по еден сите тие крупни бизнисмени.
Тие многу добро знаат за кого говорам. Јас го имам илегалниот список од Народна банка, го имаат и они. Го има секој премиер кој ќе дојде на власт. Тоа се тешки милиарди изнесени од овој народ. Ние сме прва политичка гарнитура која што вели нас тоа не интересира, велиме од народот за народот, ќе го вратиме тој износ во економскиот циклус за да отвориме економска перспектива за нацијата и за државата. 1/3 од тие contribution in kind повратени средства ќе оди во систем на ваучери за сите полнолетни граѓани во Македонија на начин што ќе можат утре дента да си го наплатат. Значи независно колку има во едно семејство, секој полнолетен граѓанин кој се затекнал во моментот на законот, по истекот на тие 90 дена, од номинално прибраниот износ, од таа 1/3 ќе си добијат, значи 1/3 ваучери за кеш да си ги наплатат утре дента од Македонскиот инвестициски фонд од посебна под сметка. Тоа е проект од народот за народот, како извинување од владата на Интегра за, не знам, криминалната приватизација чија стигма има Социјалдемократскиот сојуз, бескрајната транзиција чија стигма има двете партии, нарушеното достоинство на народот, на веднатата глава. За сето тоа ние ќе се извиниме, ќе имаме доблест да се извиниме во нивно име, за нивните глупости овие 30 години, но ќе вратиме во народот. Значи, тие биле негови средства, ние ќе ги вратиме назад во народот. И на тој начин ќе сакаме да исправиме таа неправда за која што говориме. И сега кога ги имате тие два лоста, владење на право, материјален доказ, имате дека надпартиски министер за правда апсолутно ќе ги сосечеме дискреционите права да било кој министер помисли да се јави на министрот или премиерот да се јави на министрот или на некој суд или на некој обвинител, значи ќе ги сосечеме тие дискрециони права, може да се ќе има апсолутно одврзани раце, што сака да прави, негова ќе се биде одговорноста. Негова ќе биде одговорноста, затоа бираме професионалец, значи морално-етички цврстков, морален стол бираме, имаме моќни правни тимови, нормално ќе имаме и партиски функционери кои што ќе бидат во тој процес и така натаму, ќе имаме ние околу од целиот тој процес, но никако нема да имаме влијание, уценување, условување или диригирање од партиско-политички момент. А на другава страна ќе се обидеме со тој бонафиде модел да едноставно дадеме време на милост од 90 дена, по истокот на времето на милоста, стапува на сцена втората страна на државата, тоа е репресијата. Тогаш на јавен оглас ќе избереме така наречени финансиски загари, 2, 3, 4 светски институции, меѓу кои може да биде и Global Financial Integrity, кои што точно знаат по оној модел на traceability на парата, тоа е принципот кој што ќе парите секогаш го има. Парата има traceability, следственост. Се знае од кај излегла, кога излегла, как фалало, што фалало, кај се појавило, систем на врзани садови. Од тука знаеме точно, по име и по презиме, кој, каде, колкави износи на пари има. Јас во овој момент точно ги знам сите. И ќе ги повикаме еден по еден, ќе им го понудиме тој модел, пред да одиме јавно. Кога ќе отидеме јавно на пресконференција и кога ќе излеземе со оглас и со закон, тогаш веќе стапува на сцена законот. Ако некој се окрие дури $1, а финансиските загари го најдат низ светот, доживотен затвор, целосна конфискација на имотот дома и надвор и 3 генерации забрана за бизнис. Тоа ќе бидат драконски мерки во кои што секој ќе се пресмета дали ќе сака да соработува со државата и да влезе партнерски со неа во овие мега еквити проекти, за кои што сега ќе ви ги обија. Македонскиот инвестициски фонд е замислен државата, значи еве како ќе таргетираме корупцијата. Тоа дувло е дискреционото право на премиерот, вице-премиерот и министрите да управуваат капитални инвестиции, субвенции. Тука е корупцијата, тоа е дувлото. 650 милиони евра годишно се во рацете на неколку луѓе. И затоа имате ниска реализација на капитални инвестиции, затоа имате перење на пари, затоа имате криминал, затоа имате 300 глупости, да во неговите предпоставени 5 минути во политика моментот стануваат одеднаш милионери, одеднаш креваат глава, одеднаш глумат фраери и така натаму. Значи тоа е трагедија во системот, а народот е се посиромашен. Значи на овој начин ние ќе успееме да го таргетираме тој момент на 30 милиарди и тоа ќе биде еден од изворите што ќе го полни овој Македонски инвестициски фонд, каде што со овие 650 милиона евра државата ќе ги отуѓи од себе, ќе станат 1/3 удел во фондот и ќе влеземе партнери со приватниот бизнис. Приватни инвестициски фондови ќе привлечеме во 3 слободни финансиски зони: Скопје, Охрид, Струмица, Financial Triangle се вика, Мафит зона, значи каде што ќе имаме приватни инвестициски фондови кои што ќе ги хранат 2/3 удели во овој инвестициски фонд,
за мега еквити проекти од типот на Чебрен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, ветерници, брза и масовна гасификација на цела територија на Македонија. Сите анализи кажуваат дека за година и пол цела Македонија може да гасифицираме, вклучително и Скопје. Значи за 18 месеци, ако имате домаќинска влада, која има политичка волја, чии што очи не се перени само во берзата на струја која што ја увезувате 106 милиона евра и 100 милиона ставате од джеб годишно, него едноставно сакате овој народ да нема трошкови. Потоа ќе имаме на барабан МЕПСО, Македонски пошти, железница, транспорт и така натаму, брза железница низ цела Македонија, имаме нова транспортна стратегија. Ќе најавам дека во среда, заедно со ресорот транспорт, во 5 до 12 во Битола, ќе имаме интерактивно отворена дебата со јавноста, значи тоа ќе биде и панел дискусија истовремено. Ќе објавиме новата транспортна стратегија на Македонија, која што подразбира не само израдба во километри на автопатишта, експресни патишта и така натаму, него подразбира и изградба на 960 километри брза железница во рок од 8 години, 2 мандата владење на Интегра. Дека ова е изводливо, податоците кажуваат дека 10.000 километри брза железница до 350 километри на час Кина ги гради за 6 години. Ние велиме 960 километри или 10 пати помалку, ќе изградиме за 8 години до 220 км на час или зависно од конфигурација на терен до 180-200 км на час. Новата транспортна стратегија, значи, го има таргетот 1 час до секоја точка во Македонија. Тоа значи ќе изврземе Струмица со Охрид, значи како трапез од Скопје почнува и надоле се враќа, нели, од Дојран Гевгелија према Кавадарци, Прилеп, Битола. Сегашната железница, значи, 3,5 часа Битола до Скопје. Само ако немате криминал и корупција во текот на годината, или ако го намалите драстично овој криминал со тргањето на капитални инвестиции, во системот ќе се ослободат помеѓу половина и 1 милиарда евра годишно. Значи, само по тој основа, ако имате домаќинска влада, донесете ли еднаш домаќинска влада, тога стандардот во политиката е висок и никој не ќе може да следи таа влада, а ако влегува во политика за неговите 5 минути и понатаму да го краде и граба својот народ. Од тука, ми се чини дека е најважниот момент сега на овие избори да направиме пресврт, да донесеме домаќинска влада, татковинска влада, која што ќе се грижи да го направи македонскиот човек богат и просперитетен, да ја направи државата богата и просперитетна. Немате просперитетна држава ако немате богати поединци индивидуи. Немате, а има начин како. Само треба да се сака, да се има волја, да си го сакате својот народ, да си ја сакате татковината и едноставно да горите со сето свое срце, душа, сила и разум да го кренете овој народ. Едноставно да создадете услови да се крене овој народ. Во моментов и овие 30 години државата ни е легната нам на плеки. Таа е еден диносаурус кој што не гуши во јавниот простор. Таа доминира, таа е главна, таа е јаша паша. Таа се е стравови со инспекции, ужаси, мафта со прст на луѓето, казни, пајаци, не знам, глупости. Не, државата сме формирале ние, луѓето, за да имаме ред и поредок. Нам ни треба ред и поредок. На еден прометен, нели, семафор во Скопје, често го кажам тој пример, 15 минути да нема семафор и полицаец, таму ќе растане хаос. Ке се истепаат луѓето со враќајки ки има. Тоа е природата на човекот, да има хаос. Така и Господ дојде за да го веде од хаосот ред. Државата е за да има ред и поредок. Нам ни треба државата. Од тука таа нам треба да ни служи. Не ние незе. Ние сме формирале за нам да ни го олесни животот, не да ни го отежни, да ни товари јарем, даноци, казни, инспекции, извршители. Што е ова? Бе будалаштина. Никаде во свет немате извршител да направи бруто приход милиони евра годишно. Од каде? При толку низок стандард на обичниот народ. Ние ќе го таргетираме, ќе ги зауздаме извршителите. Во изборната платформа Нова Македонска ренесанса имаме одговор на секоја критика која што е закана по перспективите на македонецот и на, нели, ние велиме секоја душа човечка која што си ја прифаќа Македонија за својата татковина, а е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја. Че ние сме инклузивни за сите, имаме право според, нели, апостол Павле моделот да си го сакаме, тој велеше стално јас сум евреин од родот Израелев, но оне го имаше љубов за сите, дури и многу повеќе. Тоа е нашиот модел. Ние имаме право да си го сакаме своето, си го сакаме својот народ македонски, но не помалку нито една душа човечка која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја, а што ја прифаќа Македонија за својата татковина.
Имаме право да бидеме како македонски народ, државотворен народ во татковината. По Јалта, ако сакате, 45-та. 44-та со одлуките на АСНО, 46-та со ФНР и Уставот. Ние сме држава на македонскиот народ. Држава на македонскиот народ. Македонскиот народ ја избори својата државотворност 41-45 година во Втората светска војна, кога 100.000 борци дадовме на страна на антифашистичката коалиција, таа беше победничка, 40.000 жртви дадовме и ја стекнаме државноста. 91 со референдумот ја потврдивме државноста на македонскиот народ во Уставот на самостојна и независна Македонија и во сиве овие 30 години е таква. Сега е под удар македонското во татковината Македонија. Ние, македонците, немаме друга татковина. Македонија е нашата единствена татковина. И секој кој што ќе дирне во зеницата на македонскиот национален стратегиски интерес да бидеме државотворен народ во својата татковина, значи ќе има проблем со нас. Ова не е закана, но е ова сосема јасен, јавен и експлицитен став, стаменит, горд и достоинствен, за да се знаат сите екстреми, дали внатре или во соседството, дека повеќе играње со гордоста и достоинството на македонецот нема. Со појавата на Интегра и Љупчо Ристовски на политичката сцена, заврши тој период на понижувања, заврши тој период на веднење глава, на виткање кичма и така натаму. Македонецот бил горд, стаменит и достоинствен, таков ќе остане до веки. И тоа ние го гарантираме, кои што апсолутно. Ги подпиша владата на СДСМ минатата година со Република Грција, со Република Бугарија. Сте голем противник на промена на името на државата. Така. Тоа го кажувате јавно во секоја прилика, најавувате дека постои начини за враќање на името на државата. Минатата сабота одржавме интерактивна дебата во Охрид и заедно со надпартискиот министер за правда доктор Попевски во детали го образложивме целиот процес како согласно меѓународните стандардни правни практики да едноставно се поништи. Колку време би ни требало? Да стане ништовен Преспанскиот договор, веднаш во првите 100 дена со изјава за ништавност на основа на погазено право на самоопределување, го враќаме уставот во првобитна состојба. Изјавата се доставува до Грција, чекаме една година за да почнеме процесот на Меѓународниот суд за правдата, кој што ќе трае 3 до 4 години после тоа, за да можеме да ги побиеме на основа на правото на самоопределување. Таму имаме моќни аргументи, консултирани се професори од надвор, и од Америка, и од Британија, и од Словенија, и од Израел, така што апсолутно е известно дека на меѓународен план можеме да ја добиеме битката, затоа што грците направиле грешка во нивната неукост, внеле елементи во Преспанскиот договор, кои што директно задираат во правото на самоопределување на еден народ, што се смета за свето човеково право. Тоа значи дека кога дадете изјава за ништавност, во истиот момент не важи ни уставот, односно уставните амандмани, во делот на уставните амандмани за промена на името, се враќа во пробитна состојба и тоа буквално се замрзнува, се става еден вид на мораториум, се поништува. Ништавноста значи дека тоа не постои. Так. Значи едноставно се смета дека не постои и во првите 100 дена се враќа сите табли Република Македонија, сите државни институции, на сите гранични премини, во сите службени документи, изводи за матична книга на родени, државјанства, не знам, секаде ќе се врати тие XXX ќе испарат во воздухот како пара. Тоа прави символот со македонското сонце. Дали извинувам само да довршам во овој дел, значи го враќаме името Република Македонија дома веднаш во првите 100 дена, а на меѓународен план битката ќе биде тешка и за тоа ќе ни треба многу мудро знаење и ќе ни треба многу голема економска моќ. Ќе имаме проблеми со придвижувањето кон Европската унија, значи ние го пресретнуваме тој критичен момент, затоа одиме со радикален економски рез во новата македонска ренесанса, изборната платформа 2020 и даваме еден заокружен пакет со 12 економски тенети, во кој што таргетираме секоја критична точка како да пресретнеме било какво детериорирање и понатамошно економско осиромашување на македонскиот човек. И точно знаеме каде да таргетираме и точно имаме план што ќе таргетираме, како да го вратиме економскиот циклус, значи да поништиме таа погубна ментална матрица со која што овој народ не може да обстане ако Брисел постојано не му дава. Тоа е будалаштина од грани. Македонецот никогаш никој не му давал. И во време на Отоманската империја никогаш на македонецот никој не му давал. Со свој раце го заработува своето парче леп и секој пат бил стаменит, горд и достоинствен дури и во тоа време.
па и во српско време, ако сакате, па и во Титовска Југославија. Значи, 100 години наназад, како да некој спроведу Ашов експеримент врз македонецот. Буквално го тапка по глава дека има IQ 80, коефициент на интелигенција, дека бил ниско интелигентен, дека не можел да води своја држава, дека не можел да има своја држава, дека не можел да успее во ова, не можел да успее во она. Не знам, прават разни експерименти по школине. Мислам, тоа се буквално неуромаркетинг стратегии кои што ги развива со цел да го анестетизираат крвниот запис кај македонецот, да едноставно го неутрализираат лавовското во нацијата, да едноставно биде потиштен народот, да биде со наведната глава, да го толчат постојано, да едноставно не мисли за себе си дека може нешто да преземе и да си ја земе судбината, нели својата судбина, во својата татковина, во свој раце. Интегра се појавува моќно на политичката сцена затоа што ја враќа надежта кај нацијата. И затоа ни е логото крената глава, ако може да погледнете, кон звезда раноденица или кон крстот Христов, ако сакате, едното и другото е раѓање на нешто ново. Се раѓа нешто ново во Македонија. Имате нова политичка визија, имате нова политичка реторика во јавниот политички дискурс, нудиме нешто ново, надежта се враќа на сцена, јас го чувствувам тоа по луѓето, гледам по реакцијата на очите, се чувствува дека сакаат да слушаат оваа реторика, дека навистина имаат доверба во ова кој ние го говориме и велиме многу едноставно по делата, ке не познаете кој сме, што сме. Многумина не прашуваат како ќе им верувате. Знаете, им изгледа преидеално на луѓе во ова што го говориме. Но јас велам, ако вие нас не верувате, на секој 2 години владата на Интегра ќе распише референдум, плебисцитарно изјаснување на нацијата дали Интегра во овие 2 години ги остварува своите ветувања. Дали е на добар пат да ја врати нацијата во живот. Дали после 2 години ви тропкаат повеќе пари во джебот или имате некоја нула повеќе на трансакцијските сметки. Многу е просто. Екзактно математички ќе зирнете во джебот во вашата трансакцијска сметка за 2 години и ако имате помалку пари, сме ве товариле со даноци, со јарев, со не знам што, ќе си речете доста ни од Интегра, даваме шанса на нова политичка карта. Ние ќе се повлечеме витешки, джентлменски, ќе речеме не успеавме, пријатно, но ќе дадеме шанса на 2 години. Нема да бидеме како овие, да вршиме пресија на јавна администрација, мора за нас да гласате, да купуваме гласачи, да не знам, малтретираме, уценуваме, ќе ве задржиме на работа, ако гласате за нас, не знам, будалаштини, одран. Оставете го народот слободно да мисли и да си отцрта политичката карта како што му кажува срцето. Тоа е највисокиот остров, слободата. Таа ни е иманентно својство дадено од Бога. Нашава идеологија е вредностна либертаријанска. Тоа значи дека слободата до крајни граници, до граница да не загрози слобода на другиот домен, економски слободи до крајни граници, но да не стане некој монопол или да загрози ранлива категорија на граѓани. И ова е многу едноставен заокружен пакет на идеологија. Конзервативниот модел се враќа на исконските вредности, доблесноста, честноста, интегритетот, кои што сакаме да ги вратиме и во политиката, на јавната политичка сцена. Интегритет, името на партијата е тоа што го мислите, да го говорите, тоа што го мислите и говорите да го чините во животот, но и во политиката. Како ќе ви веруваат луѓето ако вие, знаете, тоа е како родител со цигарата во рака го тепа своето дете зашто пуши. Мислам, тоа е будалаштина од ранг. Ако сакате да покажете дека навистина го мислите тоа што го говорите, тоа и ќе го правите. Ако јас ви велам дека како кандидат за премиер некем да имам допир до грнето со мед и го тргам од моје дискреционо право, уште сега, како понуда, тоа и ќе го направам. Се формира фондот, оди удел таму, заврши темата. Таму ќе имаме само дел контрола и надзор, зашто ќе го управуваат фондот 12 бизнис апостоли. И она прашање кој политичките науки, малку професорски сега, го немаат одговорено досега контролора на контролорите. Тие што контролираат, кој ги контролира. Так. Ние ќе воведеме уште една инстанца, тоа е Angel Guardian се нарекува, кој што ќе водат сметка. Тоа го имаат британците во парламентот, ако сакате горниот дом, каде има 21 бишопи морални столови, кои што контролираат морално етички да не забега долниот дом и така натаму. Тоа е оној горниот на лордовите. Значи, го имате некаде ни свет. Дали економијата ќе ви биде најважна на овие избори? Бидејќи имате доста два лоста интересни пошто ќе таргетираме жестоко во делот на враќање на името, во првите 100 дена, ние сме единствена политичка партија која јавно, јасно и експлицитно го објаснува целиот проект за враќање на името, значи целиот предвреме. Даваме шанса научната, интелектуална елита на Социјалдемократскиот сојуз на ДПН да го спорат. Сега е моментот да спорат, не утре.
Сега го извадивме на јавна цена, повелете, што го критикувате, најдете ги критичните точки, најдете ги дупките и речете тоа не може да биде. Но тие се плашат, знаете што? Се плашат од тоа што е feasible, изводлив нашиот проект, нашиот модел. И второ, се плашат да му дадат назначење и на јавност. И затоа стојат на страна како во глувчешка дупка се скриени и знаат дека ова ќе помине. Американската амбасадорка примети дека имаме здрав проект, веднаш по објавата првиот пат кога спомнавме, вечерта излезе на вести во Сител. Утре дента излезе на една конференција и ги повика Социјалдемократскиот сојуз да го бранат Преспанскиот договор. Зошто би го бранеле? Нели е неодбранлив? Така? Нели е траен? Так. Нели никој не може да го обори? Зошто би го бранеле? Освен ако не е свесна дека не може да се одбрани. Сега ќе ви открием уште една ексклузивна работа за вас, да знаете. Повелете. Значи, ова амбасадорка беше во Грција, во Атина амбасадор на Америка, така? Таа беше еден од архитектите на договорот. Сега, јас можам да изнесам информација во јавност, поред непотврдени сознанија, дека во ниту еден момент, било од Вашингтон, Стейт Департментот, или Америчка амбасада Атина, Скопје, или од било кој центар на моќ во Европа, никогаш не беше побарано, или оставено писмена трага, или усмен запис, со белешка, да се промени името за домашна употреба. Тоа е одлучено во Атика, нели на јужниот дел на Грција, на средба во 4 очи, во 8 очи, значи Заев, Димитров, Ципрас, Коцијас. Тогаш случајно. Што добиле за возврат, не знам, но од тој момент го пробија звучниот зид со предлогот Елинденска Македонија и за домашна употреба, па потоа го тргна Елинденска Македонија, остана Северна Македонија и за домашна употреба. Пуштија пробен балон. Тоа е играта која што направија сами. Моите информации бевме ние, нели, во 5 месеци во 4 држави во светот, меѓу кои во Конгресот бевме. Значи имавме контакти со милион луѓе. Така. Моите информации говорат дека никогаш Америка, кога тоа го чуле, настанало шок. Затоа што знаеле дека тоа е моментот на кој ќе им падне Преспанскиот договор. И сиот напор ќе им отиде во ветер. И ќе им отиде. Таа глупост, значи ќе си ја платат скапо. Што го измалтретира народот, го внесува во депресија, во анксиозност. Значи, да не решам, стапката на срце ви удари порасна во тој период. Значи, народот се уште е под стрес од таа будалаштина на Социјалдемократскиот сојуз, но и на ДПН. Зашто без нивните 8 гласа, за кои што имаме непотврдени информации, дека на 15 минути Заев и Груевски били, има и записи, СМС пораки, кои што блиски луѓе на Заев ни ги дале, како транскрипт. На 15 минути Груевски со Заев били на линија и договарале мнозинство за уставните амандмански измени како пакетот бегство до него во Будимпешта. На секој 15 минути се слушале. Дури имали резервни пратеници кои што биле на стендбај, ако нели едниот од пратеници ако откаже се предомисли кој што не е под нивна контрола, беше под контрола на една друга партија. Сега ова го кажувам за прв пат кај вас во емисијава, за да знаете дека не е случајно. Предавството не може да биде ако не е предавство во пакет, ако не е танго со ѓаволот на двете веле предавнички партии. Затоа јас ДПН ја карактеризирам како веле предавничка партија. Сега кормилото не е во Мицкоски, ДПН е тука, е во Будимпешта. Да си знаат сите во Мровци. Кормилото е во Будимпешта. Не владее Мицкоски. Така што се што ќе ви каже Мицкоски, ако некој сони поинаку, утре дента ќе се смени. Затоа е колеблив од септември до денеска. Затоа беше и сега со изборите колеблив, затоа што немаше став од горе. Затоа што некој него насочил кормилото лево или десно. Че ова одговорно го тврдам и играње нема со оваа работа. Социјалдемократскиот сојуз и ДПН се веле предавнички партии. И овие избори мора да ги испратиме во историјата без око да ни трепне. Ке си бараме нова патриотска сила, нови политички визии, ке бараме татковиска влада. Внимавајте, ја не реков, тоа е само интегра. Ке бараме татковиска влада од здрави патриотски сили во кои што нацијата ке има доверба. Ако е тоа интегра, нормално ќе бидеме благодарни, но ако мислат дека треба други, тоа е одлука на нацијата. Наше е да си кажеме јавно, јасно, експлицитно и транспарентно. Освен македонскиот национален стратегиски интерес и освен за Христос, јас за друго не знам во мојот живот. Од тука лидерските тимови на интегра, Љупчо Ристовски, се единствениот бастион
на македонското во татковината Македонија во дадениот момент. Нацијата беше оставена со уставните амандмански измени на цедило. После тоа ние се формираме како партија. Како ве прифатија македонците од светот? Велите доста сте патувале, бевте во Америка, Не прифатија одлично, иако во Австралија спинуваат еден собир во Мелбурн, имаме 300-400 души во салата, изворедни аплаузи во салата и на крајот имаше провокација неколку прашања во кои што сакаат да исценинат една ситуација. Тоа беше задграничниот комитет на ДПНЕ. Меѓутоа тоа им се сврте како бумеранг против нив. Тие му направија поголема штета на Мицкоски и на ДПНЕ отколку што ни направија нам. Не прифатија во диаспората на секаде. Ден денес имаме линкови со нив. Некне имавме на GoToMeeting работен состанок. Беа од Канада, од Америка, од Исланд, од Германија, од Словенија, од Швајцарија, од Австралија, од Нов Зеланд, мисля, Чи веќе имате членство во поголемиот дел од Не, ова беше работна координација со главните македонски патриотски здруженија низ светот. Сакам да кажам дека е жива релацијата, врската, не почитуваат како патриотска партија и така натаму, ги почитуваат нашите ставови и во однос на името и во однос на бугарската спогодба, ја почитуваат нашата идеологија и платформа. Имаме наша канцеларија во Америка, во Нью Џерси, значи имаме во Мелбурн наша канцеларија, имаме во Швајцарија наша канцеларија, значи имаме низ светот наши канцеларии. Интегра е присутна меѓу диаспората, јас бев на многу, наречеме, средби и така натаму разговори. Генерално не прифаќаат, имаме развиено посебна МАТ стратегија, Macedonian Timeless Strategy, или македонска безвремена стратегија, која што ја нудиме на диаспората. Крајниот домет е формирање на време да го соопштаме ексклузивно исто кај вас, Македонскиот комитет 144. Значи Macedonian Committee 144, Македонски комитет 144. Тоа ќе бидат 144 македонски апостоли кои што ќе го централизираат македонскиот национален стратегиски интерес на ниво на планетата. Тоа значи, мислам има детали сега да не ги откриваме, грото се од татковината, имаме такви апостоли од Пиринскиот дел на Македонија, од Беломорскиот дел на Македонија, од Албанскиот дел на Македонија, од Америка и Канада, од Австралија, Нов Зеланд, од Европа. Значи, ќе имаме точно еден пакет од 144 апостоли, македонски апостоли. Или тоа е тоа сплотување кое што го спомнувате постојано? Значи, го враќаме македонското национално единство во зенитот и го поставуваме македонскиот национален стратегиски интерес на пиедесталот кој што му припаѓа. Нашата теза е, ние вирусот не спречи, иначе имаме закажано на 29 март годишна конференција, на годишнината од регистрацијата на партијата. Имаме подготвено веќе акцијски план за организација на меѓународна годишна конференција под наслов Геостратегиите и геополитиката во регионот на Југоисточна Европа, цртичка Македонија јаболко на раздорот. Централната теза на која што ќе имаме поканети и конгресмени од Америка, и од Австралија, и од Британија, и од Израел, и од светот професори и така натаму, тезата беше дека нема прогрес и просперитет на Балканот и во регионот на Југоисточна Европа, се додека не се оствари во неговата сета полнота македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија. Се додека го супресираат тој македонски национален интерес во татковината Македонија, се додека го супресираат, го притискаат тој македонски интерес да не може да се оствари својата полнота, мислејќи дека ако не сведат од државотворен народ на ниво на властите и ромите во Македонија, немам ништо против никого, но генерално ја оставаат во таква констелација државата без стопан. Таа ќе биде ничија земја и ќе добие епитет сечија и ничија како државната општествена собственост, која беше сечија и ничија, мршојадите се симна, ја разграба со криминална приватизација, испари во воздухот, ја снема. Исто ќе се случи со Македонија. Ако е сечија и ничија земја без стопан, мршојадите од натриот соседството при една инсценирана граѓанска војна ќе разграбат и ќе поделат територијата лево и десно од Вардар. Тоа е опасен преседан, затоа оваа територија мора да има стопан во име и за сметка на македонскиот народ. А наша мудрост е политичкиот суверенитет и сега и утре да го споделуваме нормално и со албанската етничка заедница и со сите останати мазински етнички групи. Тие имаат овде права според сите светски стандарди. Ќе ги прогредираме до границата, да не го загрозат моето право да бидам јас македонец,
кој говори македонски јазик, има своја македонска историја, култура и духовност во моја татковина Македонија. Македонија е моја татковина, моја единствена татковина, но не помалку и на сите останати малцински етнички групи и нели албанската етничка заедница исто така. Јас употребувам правни термини како што се во политичките науки и во светската нели меѓународна сега практика. се заедници или делови од народи, нели, според актуелните. Нема делови од народи. Имаме албанска етничка заедница, немате делови од народи. Тоа е човечка измишлотина, не постои такво нешто. Имате категоризација во политички науки која светската наука ја прифатила. И не треба да излегуваме од тоа. Делови од народи е нешто кое што е, не знам, фата моргана. Фата моргана. И на вистината, многу албанци ни приоѓаат позитивно, не прифаќаат, не им пречи нашава реторика, затоа што знаат добро што говориме. Добро што говориме. Тие ја препознаваат нашата амбиција да Христовата добрина, милост и љубов струи низ институциите на системот. И знаат многу добро што е ова кое што јас го говорам. Сите останати знаат многу добро. Ајде во интерес на времето неколку теми да опфатиме со пократки одговори. Како професор, дали ви пречи тоа што нашите факултети ги нема на Шангајската листа? Или ги има некаде на 3000-то место, на 4000-то место? Што да направиме на темата образование? Во изборната платформа ги таргетираме трите компоненти на просперитет. Првата и основна е материјалното богатство, значи мултиплицирање на ново додадената вредност. Тоа што ви говорев, ако 12 милиарди долари правиме нова вредност бруто домашен производ, а една општина Кендюри Бенкстаун во Австралија од 250.000 жители како што е Битола прави 15 милиарди долари бруто домашен производ, тогаш знаете за што говорам, или Ливерпул со 200.000 жители 15 милиарди долари прави во Австралија. Значи Битола има потенцијал сама по себе да направи 15 милиарди долари бруто домашен производ. Сама по себе. Ќе ви ги кажам неколку те проекти кои што се многу интересни во овој дел. Ако сакате, може одма да одам со овие неколку проекти или сакате да одиме? Зошто да не? Само сепак сакав и како професор да ве прашам околу универзитетите, значи знаете, некако сме се подолу Адам Смит концептот за високо образование ни е внесен во изборната платформа. Либертаријанскиот модел дава идеални шанси и можности. Например, ќе ви кажам на една пластична илустрација. Ова зона што ќе формираме во Велес на 10 хектари покрај Вардар. Витес, Велес Innovation Informatics Technology Zone. Значи иновацијска информатичка високотехнолошка зона. Каде во првите 100 дена ќе имаме нулта стапка на доначување за високи интелектуален ноу-хау, за иновацијско информатичко и високотехнолошко знаење. Сакаме да шмукаме се што е ум во регионот. Значи ќе отпочнеме процес на brain gain. Ќе ги враќаме македонците од светот. Овие 30 години brain drain и селува млади, сега ние почнуваме процес на brain gain. И сме прва партија која што амбициозно најавува ваков проект, тоа е можен. Нулта стапка на доначување, партнери во процесот ќе ни бидат еден од високотехнолошки развиени универзитети во светот. Да не зборувам име, таму сме пред подпишување на меморандум, уште не сме дојдени на власт. Так. Но тие, по модел на приватно јавно партнерство, со Центар за иновации и дизајн, кој е 100% приватен, работат на проектот Factory of the Future, или фабрика на еднината, каде што Siemens, повторно по модел на приватно јавно партнерство, влегува со 100 милиони долари инвестиција за да се развие фабриката на еднината. Сега, Господ ни пратил 20 професори македонци, кои што работат на проекти на тој универзитет, и раководат 65 странски професори, а се во лидерските тимови на Интегра, ке го транспонираме по сегменти делот од фабриката на еднината во Велес. Ни требаат нови универзитети кога или ви во зборам за постоечки? образование, значи во Штип планираме универзитетски град. Штип има традиција. Гоце Делчев бил учител и така натаму. Сега имаме универзитет Гоце Делчев. Ќе посебен град на 10 хектари правиме универзитетски град, каде што по моделот на приватно јавно партнерство ќе дозволиме и ќе донесеме светски научни и референтни научно-истражувачки центри да дојдат да бидат во приватно јавно партнерство со Гоце Делчев. Таму ќе направиме посебен универзитетски кампус. Штип мора да го има имиџот на универзитетски град. Башка ќе го вратиме имиџот на Манчестер во Југоисточна Европа заради текстилните брендови, повеќе нема лон систем, него ќе работат на Made in Macedonia бренд. Ке имаме и таму една геотермална точка, затоа што околу Кежовица имате, нели,
термална вода на Така, имате 72 проект за степени и така натаму. бањи, бањски туризам. Да, имаме 7 геотермални точки низ Македонија, едната е Кумановско Нагоричане, другата е Кочанско Овчеполието, третата е Струмичко, четвртата е овдека Пелагонискиот дел, петата е Косел, Охридско, шестата е Катлановско, седмата Дебар. Секаде имаме на 72 степени термални води. Целзиус рекол, дајте ми начин да го загрем телото однатре, ќе излечам секоја болест. Од тука Македонија може да ја претвориме во центар за здравствен туризам во светот. Словенците со едно терме направија светска атракција. Ние имаме 7 чворови што е раритет во светски рамки, не во Европа. Ние може да станеме светска туристичка атракција во тој дел. Баш како имаме зони за спа туризам, значи спа зони, 12 низ Македонија, каде што на 10 хектари ќе даваме по 33 локации и маркици за градење на state of the art, нели спа центри или state of the art ќе бидат кај овие геотермални точки, баш буквално спа центри. Значи дека ќе даде можност за влез на странски и капитал. И ќе направиме приватни инвестициски фондови е нашиот модел, нели во трите слободни финансиски зони што ви ги говорев, ќе имаме и 12 зони за старски центри на 10 хектари. Имате инфраструктура за сите со системски маркети, киносали, базени, фитнес, тримпатики и така натаму. И околу нив 33 state of the art старски центри, каде што десетици илјади пензионери, веќе приватни инвестициски фондови Јапонија има најава, кај нив е принципот на патернализам, сум го говорил ова, можеби ќе се повтора, можеби сте ме чуле, не е важно. Тие 100 милиона жители се на мал простор во Јапонија, а имат култ патернализам кон старите и возрастни лица, сака да им дадат достоинствена старост, таму се под стрес, тесно име, барат 600 метри надморска висина, еколошка средина, ја оцениле Македонија дека е таква, ќе изградат брза железница, експресни патишта, времено престојувалиште и ќе трошат 2 до 3 илјади долари јапонска пензија тука, значи тука во татковината. И нормално кога ќе почине, временото престојувалиште завршува во еден модерен крематориум, урната по декал ќе им се прати во Австралија и завршува со нив, доаѓа други и така натаму. Значи, на тој начин Македонија ќе може околу овие центри старски да се развива нели рано градинарско производство, овоштарство, органско, вакво, такво, млеко, млечни производи, месо, месни производи, че едноставно ќе биде економски циклус. Замислете, имаме 25.000 македонци кои што веќе имаат европска пензија, имаме неколку десетици илјади во Америка и Канада, уште неколку десетици илјади во Австралија и Нов Зеланд. Ние можеме да донесеме 100.000 со Божја помош, ако го направиме овој проект. Има ли кај нив интерес? Значи 100.000, како нема интерес? Во state of the art услови има интерес за секој. 100.000 пензионери тука да трошат 2 до 3.000 пензии, знаете ли што тоа значи месечно, колкав импут е тоа во економскиот циклус на државата и какво се производство на храна и пијалоци околу треба да се снабдуваат тие центри. Значи ова се неколку иновативни решенија. Да, имаме 4 слободни земјоделски сточарски зони, Полог, Пелагонија, ова ќе биде интересно за вас, Овчеполието и Струмичкото поле. Каде што ќе има единствен услов, значи ние во моментот имаме некаде околу 120.000 хектари земјиште кое што не ни е обработено. Дел ни е издадено, а не го обработуваат. Дел никој пат не бил издадено, стои така е обработливо. И имате уште најмалку толку кои што се заглавени во стечени постапки и ликвидациони постапки по судовите. Че има правен товар и не можете да ги ставите во функција. Че со 240 или 50 илјади хектари ние можеме, не сме да остане една педа необработена земја. Не сме една педа да не даде додадена вредност, да не даде плод. Не сме тоа да се дозволи. Мора да окрупне земјиштето, значи приватни инвестициски фондови ќе влезат натре. Знаете што е тоа? Тоа е во овие слободни земјоделски и сточарски зони, приватните инвестициски фондови кои што ќе сакаат да влезат со над, 1000 хектари, над 2000 хектари, над 5000 хектари, над 10.000 хектари, задолжително ќе добијат критериум висока финализација на храна и пијалоци. Тоа значи, ако сакаат во Полог да земат, 5000 хектари за шеќерна репка, ќе мора да имаме најсовремената фабрика за шеќер и производи од шеќер. По тој дел. Ако сакаат во Воландовско да земат 1000 хектари за калинка, ќе мора да инвестираат, тоа единствен критериум ќе биде, да инвестираат во фабрика за или органски сокови, или 100% цеден сок од калинка, а од семката да прават фармација и така натаму. Ако сакаат маслинки околу Доиран,
да земат 2000 хектари за маслинки, тогаш ќе им најдеме локации, ќе се окрупни земјиштето од приватни, ако треба ќе се купи, но ќе добијат 2000 хектари, но ќе мора да направат фабрика за производство на ладно цедено масло или не знам производи од тоа. Сега дека одиме на висока финализација, затоа што тоа е додадена вредност и тоа е нешто кое што создава профит во државата. Јас во Прилеп сега кога бев пред некое време говорев исто така, денеска не успеавме да стигнеме за тоа. Говоре да речеме мермерот. Јас кога бев во влада, нели државен советник за анализа на политика и координација во професионалниот дел на администрација, правев една анализа само иницијативно да видам што се случува со високата финализација. Во суштина, кај мермерот доаѓам до сознание дека ние, па да не решам, во 1000 тони мермер карпи блокови носиме за Грција, која гледам вредноста во документацијата, испаѓа дека е меѓу 10 и 15 милиона евра зависно од годината. А обратно во истиот период, за 1/3 количински мермерни глазирани плочки се вратени во вредност од 30 на 35 милиони евра таа година. Тоа значи дека 1:3 богатството се прелева за 1/3 мермер од Македонија во Грција. Помножете тоа за уште другите 2/3, ќе видите дека 60 до 70 милиони евра годишно нам ни се одлева богатство во Грција само кај мермерот. Може би не е само Грција и Турција е тука, но генерално 70 милиона евра годишно насваат во тоа што ние не сме направиле мудра политика. Интегра ќе воведе брзопотезно извозни акцизни давачки за извоз на мермерот како сировини и карпа. Времена мерка до 2 години со цел за првата година материјално да докаже дека направиле проекти и обезбедили финансии да почнат инвестиција за висока финализација на мермерни плочки втората година. Ако го исполнат проектот, во наредните 2 години ќе им се врати таа акциза која што им е земена како времена мерка, но ако не го исполнат, ќе им се одземе концесијата и тоа однапред ќе се знае. Ќе добијат времена милост 2 години да направат висока финализација на мермерни плочки во Македонија. И од тука ќе поставиме се на пазарни услови. Не може македонецот да биде роб, да работи за друг, богатството да оди кај трет. Заврши таа приказна македонецот, мора да биде свој на своето, од својата татковина. Има и знаење и вештини, сега има и политичка сила, која што во име на државата ќе подметне рамо, ќе подаде рака, да ги крене малите и средни бизниси, да ги крене овие луѓе со наведнати глави по улиците, да ја исправат кичмата, да ја кренат главата, зашто се раѓа нешто ново, во кое надежта ќе им се врати, во кое секој од нив ќе добие шанса, да стане богат и просперитетен во својата држава, во максимална слобода да го експонира својот личен потенцијал до максимум. Да направи нешто од себе си, за себе, за своето семејство и нормално за нацијата и за државата. Ке ги таргетираме прво даноците со ниски даночни стапки, ќе одиме со регресивни стапки на одоночување, ќе го намалиме јаремот од плеките на нацијата, 9, 8, 7, 6 и 5 стапки за разни дејности и разни неразвиени подрачја, ќе имаме нулта стапка на одоночување за високо интелектуален ноу-хау, че тоа е едниот модел на растретување, тоа е првиот лост. Вториот лост е намалување на регулативата, односно масовен процес на дерегулација. Маздерек проект, творецот на економската теорија за дерегулација е во тимовите на Интегра, која што теорија вели 10% намалена регулатива, имате 3% економски раст од старт. Од тука, без да се меша државата. При намалена регулатива за 1/3 и при намален број на државни институции за 1/3 и при транспонирани 10.000 државни јавни службеници во приватен сектор по бона фиде моделот, нели, да добијат удели во овие мега и мини еквити проекти во Македонскиот инвестициски фонд, ќе ги извлечеме од администрацијата, така ќе намалуваме 10.000 годишно, ќе имаме времен мораториум за нови вработувања, имаме решение и за долгот на државата. Таму сме на ивица на должничка криза, 60% од БДП, оваа држава нема сила да ги плаќа. 720 милиони евра оваа година треба да вратиме ануитети по кредити и камати. И замислете, ние имаме толку едноставно решение, DES проект, Debt to Equity Swap се вика, Swap е трампа. Ние во суштина ануитетите, место да им ги вратиме на банките и доверителите, ќе ги вложиме во инвестицијскиот фонд, а ќе им дадеме на банките и доверителите удели во овие профитабилни мега еквити и мини еквити проекти. И оваа трампа ќе го затвори циклусот. Ем ќе го вратиме долгот, ем ќе отвориме инвестицијски циклус, ем ќе го мултиплицираме материјалното богатство. Поедноставно здравје. Нормално ќе треба согласност од банките, ние ќе понудиме bona fide модел, во кој што, знаете, ако продолжи вака државата да се задолжува, ќе нема пензии, ќе нема здравство.
отиде системот во неврат и Македонија ќе прогласи банкрот. И банките и доверителите ќе останат без своите пари. Во обратен модел го ослободуваме системот да дише, го креваме инвестицијскиот циклус и нормално државата станува побогата, доверителите имаат профити, бизнисите имаат профити, приватните инвестицијски фондови имаат профити. Тоа е вин ситуација за сите. Ова се виспрени иновативни решенија. Јас кога најавува пред некое време дека наша изборна платформа е хидрогенска бомба, ќе го разнесе умот на политичките противници, бидете уверени дека тоа е така. И сега единствениот аргумент е дали изводливо, дали може да се направи, па од каде пари, ви кажав од каде пари. На многу едноставен начин, до сега ви набрав 6 извори од кои што ќе се хранат тие 2/3 удели во приватните инвестицијски фондови. Ама нема корупција, ама нема мито, ама нема моите 5 минути во политика, ама нема Макијавели да приграбам мој власт интерес за мене. Така, па да ми се плаши народот, па да се страф ужаси, не. Слободата на цена, личниот потенцијал на индивидуата на цена и индивидуата на пиедестало, а државата мала, слуга на нас, на нашите потреби. Слуга на потребите на секој поединец. Државата е должна да подметне рама, да подаде рака, да го крене. Па 5 години да биде до него како мало дете дур проводи, да му даде една шанса, 2 шанси, третата веќе репресија. Но до 2 шанси секој ќе добие да стане богат. Јас сакам да видам богати граѓани. Сакам сите да водат мерцедеси, бенвиња, убави коли, да имаат вили со базени. Македонија ја личи да биде богата и просперитетна. Македонецот и сите кои што си ја сметат ова наша Македонија за својата татковина, имаат право и заслужуваат, Бог ги поставил тука, ги посадил тука, имаат право да бидат богати и просперитетни, затоа што Бог историл од неговата благодат овде. Треба само да ставиме во функција, ние да се кренеме, а да не бидеме робови за екстремите дома или во соседството или не знам каде. Значи, мора нацијата да ја препознае оваа визија, ќе се бориме да ја препознае, моќна е нашава реторика, имаме доверба од страна на нацијата и мислам дека со Божија помош ќе успееме да вратиме Македонија и по 2 изборни циклуса, да се сеќаваме на овие 30 траурни години како на еден кошмарен сон. Дури и да не сакаме да се сетиме дека некогаш половина од нашиот живот ни поминал, надевајќи се дека некои политиканти таму ќе не вратат од ивица на провалија во која не довеле. Ајнштајн велеше дека тоа е будалаштина од ранг. Професоре, нас ни сигнализираат дека сме при крајот на емисијата. Со вас е задоволство да се разговара. Се надевам дека ќе имаме можност да се видиме повторно. Вие за време на кампањата ќе ја посетите Битола, барем уште неколку пати. Тоаш ќе имаме можности детално да разговараме околу програмата која што ќе биде меѓувремено и објавена. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време. Дали би сакале за крај да ги поздравите нашите гледачи, да им упатите некоја порака? Јас сакам да ги поздравам вашите гледачи, да им посакам период во кој што ќе живеат без стрес. Тоа е првото и основно. Период во кој што ќе си го подобра здравјето на начин што ќе имаат намален стрес и ќе си го продолжат животниот век на начин на кој што ќе имаат намален стрес. За тоа треба слобода на духот, за тоа треба да се ослободат од сите стравови, значи да доживеат слободата во вистинската смисла и да го изведат нивниот личен потенцијал на површина, за да во даден период од својот живот утре кажат да, јас сум среќен, сум го остварил моето право на лична среќа дадена од Бога и сум задоволен од постигнатото во мојот живот, во мојата татковина Македонија. Ние сме должни како држава, како влада на Интегра утре, да ги создадеме тие услови да луѓето се почувствуваат среќни, да вратиме на смевката на лицата, да ги кренеме главите, радоста во срцата на луѓето да вратиме, да бидат среќни и задоволни од постигнатото во својот живот. Еден живот имаме. Нашиот живот е еден и единствен. Немојте да се надевате и да чекате дека било кој ќе ви го промени. Не. Сега треба да си ја земеме судбината на татковината во свој раце, својата судбина во свој раце, да храбро и одважно изгласаме нова политичка визија, да изгласаме нешто кое им влева доверба, кое што има шанса и буди надеж, има светлина на крајот од тунелот, дека за 2 изборни циклуса македонецот ќе биде со крената глава и секоја душа човечка која што си сака Македонија за својата татковина, ќе бидат среќни и задоволни од постигнатото од својот живот, ќе бидат богати и просперитетни. Нека не ви звучи ова идеално, научно теориски е издржано, имаме лидерски тимови кои знаат тоа го направат, имаме план
визија како тоа да се направи, имаме политичка волја, имаме желба и гориме од љубов за својот народ и за татковината и јас сум убеден дека со Божја помош невозможното ќе стане возможно. Ви благодарам, ви посакувам успех на изборите и се надевам дека ќе имаме можност да се видиме повторно. Ви благодарам, Божји благослови посакувам.